Добар ден. Политиката не е единствената категорија каде што главните протагонисти ги менуваат своите места. Оваа недела Марк Филдс, првиот човек на Форд, беше замолен да ја напушти својата позиција после 3 години владение со овој американски гигант. За разлика пак од политичарите, тој си замина од функцијата со $60 милиони легално заработени. Но во Автомагазин имаме простор и за поубави нешта, за отворење на нови фабрики, пред се онаа на Daimler, која ќе биде сконцентрирана на правење на нови батерии за идните модели на Daimler на електро и хибриден погон. Исто така ќе ви донесеме нови и интересни содржини од светот на 4 тркала. Имаме многу нови и интересни остварувања. Затоа останете со нас во следните 30 минути, а ние ветуваме дека нема да зажалите за тоа. Малку изненадувачки од Форд стигна вест дека првиот човек на компанијата, Марк Филдс, се повлекува од функцијата. Официјално, како причина е наведена потребата за големо преструктурирање, со цел производителот подобро да се подготви за иднината. Во согласно со тоа е и именувањето на Џим Хакет за негов наследник, кој на челното место на Форд доаѓа од оделението за автономни возила. Оваа смена на кормилото сепак се случува непосредно по годишното собрание на акционерите, каде Филдс беше критикуван за лошите финансиски резултати. Тој на функциите председател и главен извршен директор го наследи успешниот Ален Малали во 2014 година. За време на неговиот 3-годишен мандат акциите на компанијата загубија 40% од вредноста. Новиот директор на Форд, Џим Хакет, своето искуство го има собирано надвор од автомобилската индустрија. Нему му престојат болни реформи кои вклучуваат и отпуштање на дури 20.000 работници ширум светот. За него Бил Форд, кој го представува семејниот капитал, рече дека е вистинскиот човек за предводење на компанијата низ процесот на трансформација. Заедно со Хакет, во овој прв бран на неколку клучни позиции се именувани нови луѓе, додека Филдс си оди со дебели финансиски надомести. Се шпекулира за скоро $60 милиони. Како компанија, Форд има годишни приходи од преку $150 милиарди и имот во вредност од $240 милиарди. Се очекува годинава да има неоданочен профит од $9 милиарди. Како подршка за својата електрична офанзива, Daimler започна со изградба на втората фабрика за батерии вредна €500 милиони. За значењето на овој настан најдобро кажува присуството на германската канцеларка Ангела Меркел. Лоцирана во местото Кемниц во близина на Дрезден, оваа фабрика треба да биде една од најголемите и најмодерните во светот. Представува клучен елемент во стратегијата на германскиот производител, која во голема мерка е базирана на електрификацијата на возилата. Според Дитер Цече, тие до 2025 година треба да учествуваат меѓу 15 и 25% во вкупната продажба на компанијата. За постигнување на таа цел се планирани инвестиции од €10 милиарди, со кои Daimler ќе ги трансформира и прилагоди своите капацитети на новите потреби. Имено една од главните пречки за помасовно присуство на електричните возила се самите производители. Тие со децении наназад вложуваат во развојот, произведуваат мали серии и со мал број исклучоци приказната тука завршува. Ним едноставно не им се допаѓа тоа што мора да вградуваат туги електромотори и батерии. Затоа и значењето на оваа фабрика е многу поголемо. Таа ќе им донесе значителна предност на Daimler и европската индустрија воопшто. Освен во Германија, нови фабрики за батерии за електричните возила се планираат и во Шведска, Унгарија и Полска. Со нив се очекува Европа да тргне по патот што ќе ја врати на позицијата индустријски предводник во напредните технологии, а цената на батериите да се намали на скоро половина.
Производителите на ултимативните возила што се однесува до луксузот се трудат да пружат што можат повеќе на своите евентуални купувачи, но тие стануваат се поразгалени и се вртат кон тюнери кои ги доработуваат и ги прават луксузните возила уште по-раскошни. Во следниот прилог ќе одвоиме место и за Масерати Леванте, но и за Бентли Бентайга, кој во многу нешта стана уште по-луксузен благодарејќи на неговата изведба за одгледувачи и љубители на соколарството. Но тука е и BMW кој со новата серија 8 сака да наговести дека не се само перформансите во преден план, туку и високата технологија и луксузот се тие што ќе бидат пресудни за купување на едно луксузно и се разбира скапо возило. Сметајќи дека не изгледа доволно агресивно, германската тюнинг куќа Novitec се позабави малку со Масерати Леванте. За својата креација, наречена Естето, се одлучија за надворешност која во секој случај и на секое место се истакнува. А како и не би, кога овој Леванте е поширок за 12 см од серискиот модел, вкупната широчина му изнесува дури 2 метри и 9 см, што е повеќе отколку Хамер H2. На спуштената каросерија, поставена на 22-инчни тркала, се среќаваат и мноштво карбонски детали кои мора да признаеме добро му стојат. Монструозно импресивната естетика е дополнета со засилен мотор, чии 494 коњски сили му овозможуваат до стотка да истрча за 4,8 секунди и да постигне максимални 272 км на час. Со својот специфичен дизајн, Бентли Бентайга е едно од најпровокативните спортско корисни возила. Како такво представува предизвик за тюнерите, посебно оние познати по купувачите од другата страна на финансиските бариери. Таков е и Мулинер, кој со својата нова креација го прошири полето на доработка на возилата во досега невидена насока. Наречена Falconry, нивната изведба на Бентайга е прилагодена на потребите на одгледувачите на соколи. Колку што се чини безмислена, толку оваа преработка и одушевува со перфектната реализација и сеопфатноста во поглед на намената. Се што е додадено како опрема за овие ентузијасти е рачно изработено, освен она најмодерното – двогледот и GPS единицата за следење на птиците. Внатрешноста стилски е доработена со суптилно количество луксус. Свесни дека сите нема да се служат со оправданоста на нивната работа, изгледот на Бентайга е модифициран без драматично поларизирање на мислењата. Но токму тоа е сторено со главниот актер во ова видео, величествениот степски сокол, чии одредени примероци достигнуваат цена и до $1.000.000. Чиста динамика и модерен луксус, тоа е суштината на новото купе на BMW, кое во иднина ќе се представува како серија 8. За него може многу да се каже, а ние ќе започнеме од очигледниот спој на минатото и иднината. Но ако некогаш кој серијата 8 доминираше спортското, сега предност е дадено на луксузното. Надворешниот изглед на автомобилот јасно ја покажува припадноста на марката, посочувајќи на пресврт во дизајнерските решенија. Новите идеи најдобро се согледуваат кај значително поострите линии и поагресивниот целокупен пристап. Сместена пониско на долгиот и спуштен преден дел, маската е поизразена и одлично се вклопува со тесните ласерски светла. Големите отвори за воздух на браникот скоро довлегуваат во крилата, кои мускулесто продолжуваат во нагласената силуета. И задниот дел има сличен пристап, со тоа што динамиката тука е изразена со работ на багажникот издигнат во спойлер.
Петаголните завршетоци на издувните цевки навестуваат каква моторизација ќе ја има серијата 8, иако никакви детали не се откриени. Нема сомнеш дека во неа ќе се најдат во моментов најсилните баварски агрегати, меѓу кои и монументалниот V12 од моделите на Rolls-Royce. Тоа на суптилен начин беше најавено уште во 2013 година, кога BMW го представи Grand Lusso концепт. Потврдено е дека се развива и M8 изведба. Се верува дека ќе го добие 4,4 литарскиот V8 мотор од M5, можеби заедно со погонот на сите тркала. Интересен факт е и дека најмалата од 7 регистрирани ознаки за новиот модел е 825, што сепак не мора ништо да значи. Спротивно на надворешноста, интериерот во оваа концептна фаза е сведен на основното и изгледа некако недоработено. Но тоа не значи дека не се чувствува луксусот во него. Од BMW велат дека предстојната серија 8 ќе демонстрира како тој рака под рака оди со динамиката остра како жилет. Целта им е овој модел да ги подигне критериумите за луксузните купеа во овој сегмент. Се надеваме дека во тој процес нема да се загубат линиите на концептот, кој како серијски модел ќе пристигне идната година. Освен во купе изведба, серијата 8 се очекува и како кабриолет, а можна и гран купе варијанта. Со неа би требало да се отвори патот кон идно проширување на гамата на BMW во највисокиот дел од понудата. Сепак прерано е уште сега да зборуваме и за серија 9. Првото ветување е исполнето. Отворен е новиот ексклузивен центар на Jaguar Land Rover во Македонија. Нашиот импортер на британскиот производител сега со полн капацитет може да се посвети на второто ветување, да ги исполни очекувањата на големиот број почитувачи на престижните марки. Енергичната музичко-сценска изведба го навести еланот со кој Автомобили Груп е подготвен да ги услужи клиентите. Како постојните сопственици на возила од двете премиум марки, така и купувачите заинтересирани за нови, но и сертифицирани користени автомобили. Новиот објект, лоциран на улицата Скупи, ги има сите услови да пружи безпрекорна услуга. Направен е според најновите стандарди на принципалот и по изгледот и користените материјали идентичен како и било кој друг во светот. Како што изјави генералниот директор на Автомобили Груп Кочо Бураку, пријатната атмосфера на објектот овозможува секој посетител да се чувствува добре дојдено. Во тоа има можност да се уверат големиот број гости од сите сфери на општествениот живот во Македонија. Дел од нив беа и сопственици на возила од Jaguar и Land Rover, кои веќе знаат што значи постоењето на еден ваков продажно-сервисен центар за довербата што ја имаат во британските марки. Со својот нов модел Genesis G80 Sport, луксузната филијала на Hyundai е еден чекор поблиску до лансирањето во Европа. Амбиции за проширување на присуството и на стариот континент имаше и досега, но пречка беше малиот избор погонски единици. А G80 Sport има агрегат по вкус на богатите европјани, 3,3 литарски твин турбо со 370 конски сили. Во другите верзии на G80 се вградуваат 3,8 и 5 литарски мотори со 315 и 426 конски сили. 8-степената автоматика е стандардна, а погонот на сите тркала опционален. G80 Sport од регуларниот модел се разликува по спортските браници, мат црната маска и 4 издувни цевки. На дотераното ослонување се поставени поголеми тркала, а во внатрешноста кожени спортски седишта, алуминиумски педали и детали од карбон. Опремата е избалансирана меѓу спортска и луксузна, со нагласено присуство на електрониката во секој облик. Цената на основната верзија на G80 во Америка изнесува $42,000, а на спорт изведбата $55,000.
Како засебна марка, Genesis беше издвоена од програмата на корејскиот производител во 2015 година. Досегашниот модел Hyundai Genesis беше ребрендиран под ознаката G80, а му се придружи и поголемиот G90. Официјално продажбата на Genesis во Европа треба да стартува во 2020 година. До тогаш треба да бидат представени уште еден седан, спортско купе и 2 кросовера. Ќе бидат развиени и плагин хибридни погонски групи, додека дизели не се споменуваат. За сега Genesis се продава само во Северна Америка, Кина, Блискиот Исток и Јужна Кореја. Вредностите на марката исправно се препознаени само на домашниот пазар, каде купувачи наоѓа 3/4 од производството. Несомнено е дека Genesis ќе вложи големи напори да ја освои Европа. А сега е време да се вратиме на планетата Земја и да видиме што се случува во профаниот свет. А токму за профаните луѓе две марки имаат интересни остварувања. Првата ни доаѓа од таборот на Peugeot, кој со новиот Traveler има што да каже во сегментот на персонални транспортери, а исто така и Fiat со новата генерација на 500L најавува дека успешната приказна не е случајна и дека таа ќе има континуитет. Со новиот Traveler, Peugeot истовремено ги прошири и комерцијалната и патничката програма. Комерцијалната затоа што е технички близнак на Експерт, а патничката затоа што нема ни трага од неговиот доставен карактер. Со овој модел Peugeot всушност на голема врата влегува во светот на комби возилата од високата класа. Во неа сега доминираат луксузните германски изведби, заради што Traveler пристигнува на пазарот со опрема која ретко се среќава меѓу нив. Peugeot го нуди Traveler во 3 должини, од компактните 460 преку стандардните 495 до максималните 530 см. Атрактивно и елегантно дизајниран во зависност од конфигурацијата, може да превезува до 9 патници. Може да биде и ексклузивна мобилна канцеларија, но по потреба и да собере скоро 5 кубни метри товар, бидејќи седиштата се вадат. Патниците во задниот дел може да уживаат во одвоените кожени фотели со наслони за раце. Влегувањето е лесно заради димензиите и страничните лизгачки врати со автоматско отворење. Панорамскиот стаклен покрив дозволува сончевите зраци да го осветлат модерниот интериер. Кога нив ги нема, таа улога ја превзема амбиенталното LED осветлување. За потребниот комфор опремен е со ново задно ослонување, а за безбедноста ќе се грижат бројните системи. Меѓу нив и активното сопирање во случај на опасност, препознавањето на сообраќајните знаци, автоматските долги светла и друго. Head-up дисплејот ќе ја направи работата на возачот порелаксирана, за што ќе придонесе и автоматскиот менувач. За погон се задолжени дизел мотори од 1,62 литри со моќност меѓу 95 и 180 конски сили. Основна карактеристика им е штедливоста. Според фабричките податоци трошат меѓу 5,1 и 5,8 литри на 100 километри. После 5-годишното лидерство во својот сегмент, Fiat 500L пристигнува во освежен формат. Препознатливиот стил на моделот 500 е очигледен и кај оваа осовремена верзија, на која 40% од сите компоненти се нови. Созревањето како модел се согледува преку новата маска, светлата во LED технологија и уште скромен број дизајнерски детали. Клучните особености на малиот моноволуменец сега се нагласени со 3 нови изведби, наречени Урбан, Крос и Вагон. Тие се разликуваат по карактерот и димензиите. Секоја има собствен идентитет со вистински баланс меѓу атрактивноста и функционалноста. Крос верзијата има поголем клиренс, заштитни пластики и електронска контрола на тракцијата со 3 режими на работа. Продолжената Вагон изведба може да се добие и со 7 седишта. Кај нас се
изразени просторната ефикасност и прилагодливоста. Преработена внатрешност е заедничка за сите верзии. Се среќаваат нови конективни технологии, а индивидуализацијата е подигната на солидно ниво. Не се заборавени ниту безбедносните системи, сега дополнети со функција за автоматско кочење во град. За заокружување на разновидноста се погрижи Мопар со наменска колекција од 92 разни додатоци. Основен агрегат е и понатаму атмосферскиот 1,4 литарски кој располага со 95 конски сили. Неговата турбоизведба има 120 коњи, а меѓу нив се наоѓа и двоцилиндричниот Twin Air со 105 коњи. Представници на дизелската понуда се 1,3 и 1,6 литарските мултиджет мотори со 95 и 120 конски сили. За одредени пазари се нудат и верзии со погон на течен нафтен газ и метан. Како што добро знаеме, Fiat 500L се произведува во Крагуевац. Неприкосновен е во сегментот мали моноволуменци со продажба скоро двојна пред најблискиот конкурент. Доминацијата посебно му изразена на италијанскиот пазар, каде се пласира 3/4 од производството. Fiat го извезува 500L во стотина земји низ целиот свет, вклучувајќи ги и Соединетите Американски држави. Ферари започна со планираните активности за одбележување на својата 70 годишнина. Прв на списокот беше специјално организираниот настан наречен Кавалкаде Класике, кој се одржа во Тоскана. На него учествуваа 70 возила од марката од Маранело, кои пристигнаа од 20 земји. Представувајќи секој за себе посебен дел од нејзината историја, тие ќе останат врежени во меморијата на сите што се најдоа во овој прекрасен дел од Италија. Со оглед на сета убавина, не би било фер посебно да издвоиме некој од нив, затоа ќе ве оставиме малку да уживате. Порше 911 стигна до милион произведени примероци. Му требаше повеќе од половина век, што сепак е успех за автомобил чија најевтина верзија сега чини 100.000 евра. Импресивноста на милионитиот е поголема ако се знае дека 70% од сите произведени примероци на 911 се уште се во возна состојба. Од нив 150.000 се од првата серија, која во 1963 година беше представена како Порше 901, но Peugeot протестираше поради нулата во средината, пошто германците ја смениле ознаката која веднаш стана икона во автомобилскиот свет. Покрај моќниот изглед, заслуга за тоа има и перформансите што ги обезбедуваше 6-цилиндричниот боксер мотор сместен назад. Како карактеристика, тој и ден денеска остана и е заштитен знак на моделот. Постојаните технички унапредувања и бројните варијанти ја задржуваат неговата популарност постојано на врвот. 911 всушност е и целосно заслужен за имиджот на Порше. Ги има донесено на марката половината од десетиците илјади победи на спортските полиња. И за профитабилноста, бидејќи со цените има доста стабилна продажба која се движи на 30.000 примероци годишно. За успехот на 911 кажува и фактот што легендарниот Порше 356 како негов претходник за 17 години се произведе во 70.000 примероци.
Дизелите паднаа во немилост, а електричните возила и автономните технологии ги превземаат развојните ресурси на автомобилските производители. Ако ваквото тврдење досега беше реторичко, Volvo покажува дека веќе е реалност. Лично првиот човек на шведската компанија Håkan Samuelsson потврди дека ќе престанат со секаков развој на нови дизел мотори. Како единствена причина за тоа се наведуваат зголемените трошоци за редуцирање на емисиите на издувни гасови. Сегашните агрегати кои датираат од пред 3-4 години ќе продолжат да се усовршуваат, но тоа би било се. Се проценува дека тие би можеле да го издржат притисокот на се построгите еколошки норми некаде до 2023 година. Но нивното место веќе од 2019-та ќе започнат да го заземаат електричните модели, а ќе биде засилено присуството и на возилата со хибриден погон. Според Самуелсон, толкму тие ќе господарат со пазарот во иднината што швеѓаните ја имаат препознаено. Каков ризик превземаат, нека илустрира податокот дека во моментов 90% од купувачите во Европа се одлучуваат за дизелскиот агрегат кај XC90, кој е најпопуларен модел на Volvo. Но од друга страна, според регулативата на Европската Унија, просечната емисија на гамата на автомобилските производители од сегашните 130 до 2021 година треба да се намали на 95 грама на километар. Дали ги движат нафта, бензин или струја? Дали имале 50 или 1550 конски сили? Дали тие биле луксузни или сосема обични? Автомобилите секогаш се добродојдени во секојдневното живење и се дел од нашиот живот. Моја препорака е да уживате во нив како што уживавте и во ова издание на Автомагазин, а до следното уживање неделат само 7 дена на истото место и на истата фреквенција. Затоа ви посакувам се најубаво до следното наше дружење. До гледање.